денес ќе снимаме со познатиот пејач Виктор Апостоловски. Соровки. Дали може да почнеме? Може, добро. Прво прашање. Која песна ти е хит? Ке ти пукнам едно... Не, се заебам. Не знам, брат, мислам... Или имаш повеќе? Зависи. Мене ми се сите хитот се мои, за другите не знам. Кој... Каде си? С пленови не знам. Колку години почна да пееш? Охо, не знам, на 2-3. На една веќе зборав, така што на 2-3 сигурно сум пеел. Има видеа некој таму. Трето прашање. На колку години ти беше првиот настап? Официјален? Како? Забавиште. Чекај, треба брзо да одговарам или не, како сакаш ти. Добро, пошто да знам да ако не ме бива со брзање. Не бе, па полека. Не е страшно. Ој ме четврто прашање. Од каде доби идеја за пеење? Брат, идеја за пеење од сегде се добива. Почнав да слушам овие музиките странски, наши, Тоше на време што многу да слушам. И така некако ме натера и јас да почнам. Макар што сите се музичари кај нас дома, така што сакал некел, тоа е. Се мора. Петто прашање. Колку песни имаш досега изваено? Ова требаше ги зарачунам. Појма не. Прилика, не? Два албуми се официјално излезени, по 2-13 песни и уште 3-4 има други. И не излезени уште ен тон, така што многу се. Да, ако ги рачунаме па тие што ги правам за театри, за представи, многу. Шесто прашање. Дали имаш концерт надвор од Македонија? Да, имам 19-та настапував низ Европа, низ едно 5-6 држави, од кои Келн, Амстердам, не знам, Венеција, поќе места такви, така што на ИОС исто, така што интересни настапи. Седмо прашање. Колку чини да направиш еден спот? Кај кој како, брат? Кај мене ме чини без пари. Моја е упремата. Значи се имаш... Мој се луѓето, моја си е песната, без пари ми е мене. Мислам, добро, има трошоци нормално, ама зависи. Ако плаќаш за да го снимиш кај друг, цените се зависно од човекот. Ако плаќаш кај мене, ќе се договориме, не е проблем, значи кој сака слободно. Нека пиши. Осмо прашање. Дали ти ги пишеш песните или ти ги пише некој друг? Јас ги пишем, брат. Ми имат нудено туѓи песни, имам испеано уствари една-две од што сум ги соработвал со други луѓе, ама 99,9% мислам, гледам од тоа што го правам јас, се да е моје, пошто јас најубаво си ја знам мојата приказна и јас најубаво си знам што сакам да кажам. Се ако некој понуди нешто интересно, нормално дека би го испеале, зошто не? Да си артист значи да можеш да го донесиш нештото на прав начин, не само да го напишеш си веќе автор. Девето прашање. Дали планираш да изваш песна наскоро? Сега се договара спотчето, Тетрис се вика песната. И нека се думат овие дечките што пеат за истите работи цело време. Имам 2 збора да му кажам во песната, нека ја пратам, ќе биде интересно. Десето прашање. Кој ти е омилен пејач на Балканот? Че извини малце. Омилен пејач на Балканот. Да, да снимам. Кој ми е омилен пејач? Имаш еден, како се викаше, на Идол пееше на времето. Виктор се вика, Виктор од Битоле, но арогантно дете на Идол што пееше таму. Убаво пее, не е лош. Има. Тоше ми е иначе омилен на Балканот. 11-то прашање последно. Дали си тренирал на некој спорт некогаш? Стално тренирам нешто, брат. Ко дете се надпреварував и кошарка и пливање, имам дома медали, пехари, глупости. И то прилично бев влезен во приказната, дурне стигнав долам на факултет и да почнам да сваќам дека со спортот во Македонија е малце така климава работата, така што
поќе се фокусирав на музичето и да ти кажам право супер. Си спортувам рекреативно, си музицирам. Лава. Толку од ова видео, ако ви се допадна видео, не заборавајте да оставите лайк и subscribe, а ние се гледаме на наредното видео.